Со 150.000 денари од општинскиот буџет, локалната самоуправа субвенционира 15 мина занаетчии кои што настојуваат да ги зачуваат старите занаети во градот. Ваучерите за субвенционирање свечено беа доделени вчера во занаетчискиот дом во организација на регионалната занаетчиска комора Куманово, а во соработка и со финансиска поддршка од општина Куманово. Како градоначалник во иднина ќе се заложам да се зголемуваат ваквите субвенции, истакна пред занаетчиите градоначалникот Максим Димитриевски. Ова е една символика која што сакаме да стане пракса во градот и на тој начин да не дозволиме да се заборават старите занаети, бидејќи всушност тие се и основата за индустриализација на нашиот град. Имаме обврска, особено кон чуварите на традицијата во нашиот град во рамки на собствените можности да помогнеме во делот на финансирање на нивните активности. Претходно општина Куманово носеше одредени одлуки со кои што исто така даде свој допринос за да се помогне финансиски во рамки на корона кризата, за тоа ќе каже повеќе председателот на комората, а јас како градоначалник во иднина исто така ќе се заложам да се зголемуваат ваквите субвенции и ова е една символика која што ќе ја преточиме во традиција да биде значителен износ на средства кои што ќе дадат дополнителен мотив на помладите генерации да продолжат во духот на традицијата да се занимаваат со занаетчиството. Председателот на регионалната занаетчиска комора Агрон Фазлии смета дека субвенционирањето на старите занаети кои ги символизираат нашите корени треба да ги поттикне и останатите општини да го следат примерот на Куманово. Моментално се опфатени 15 занаетчии по 10.000 денари, бидејќи 150.000 денари беше помошта, но символиката е многу позначајна, така да во иднина ние со градоначалникот и со советот на град Куманово ќе видиме колку регистрирани занаетчии, бидејќи ни се појави и нерегистрираните занаетчии заради ова субвенција и воедно ова субвенција придонесува за сузбивање на сивата економија, односно да ги формализираме тие занаети што работат не регистрирани, така да во иднина ќе се зголеми бројот на занаетчиите кои работат ваква дејност напоменувам со ова наша денешна субвенција. Амбасадорката на Република Северна Македонија во Косово Шпреса Јусуфи рече дека должност на сите е да се зачува, негува и поддржува занаетчиството. Мисија на сите, на нашата и на сите генерации наши и подоцнежни е да го зачуваме занаетчиството, да го негуваме и да го промовираме. Во рамките на мојата дипломатска служба, значи во рамките на нашиот, ние имаме еден дел од што е наша и задача, тоа е делот на јавна и економска дипломатија, така да ние и една и од обврските ние да ги промовираме вредностите и економските капацитети на нашата држава. Од тука со председателот на комората, со господинот Фазлиево, имавме неколку многу успешни активности. Значи, активностите на амбасадата се во две насоки. Едно е да ги идентификуваме занаетчиските здруженија и релевантни општини за евентуална соработка за заеднички проекти за да можеме да аплицираме за фондовите на Европската унија, а втората е во насока на обезбедување на услови за промовирање или за пласман на занаетчиските производи и ракотворби во местата во кои што се наоѓаме, поточно во Република Косово. Еднократна помош од општината е доделена на грнчари, кондурџи, крзнари, везилки и други стари занаети.